Влагата која општеството ја има со медиумската писменост се продлабочува, ама не затоа што не постојат обиди за едукација на таргетираните групи, туку од причина што самите новинари имаат проблем во сферата на сопствената надградба, па од тие што се очекува да објаснат, неретко се случува ниту самите да не можат да објаснат што всушност сакаат да кажат. Во оваа веќе наречена активна биополарна ситуација, секој ќе се снаоѓа на свој начин. Биполарноста навистина пружа можност во одредена фаза да се преземат непромислени активности кои предизвикуваат несакани последици, ама таа е состојба или поточно диагноза, додека на полната свест за сопственото поведение понекогаш може да предизвика недоумица околу сопствената улога во предизвиканите случувања. Не сум ја цвечка за гризни. Нити сум најчестниот човек на светот. Тие што сепак сакаат да бидат добро навадени и не се грижат многу за сопствениот образ, максимално ги користат, поточно ги злоупотребуваат привилегиите кои стојат на располагање. За разлика од нив, обичните земјоделци тешко стигнуваат, па завалијата не можат ниту да кажат што прават манипулаторите со државните пари. За сугенци човеците онот. Овие само ради сугенциите, ништо не искарујат од таа стока. Тоа што некому само формално му се бројат земјата и грлата што ги поседува, без да има кој да проверува како ги чува и какви производи добива за да му дадат субвенции, е обврскан на државата. Ама таа и нејзините служби изгледа не се решение. Проблемот значи мора да се бара во институциите, односно на места кај што им даваат дозволи за работа, односно им даваат серијски броеви на тие животни. Наместо одговор на задачата од нив потекнува комплексноста на проблемот за кој дополнет со актуелната криза. Изгледа дека најдоброто решение е да се размислува за воведување и помош за нова и штедлива механизација. Јас си ги орам нивите со нив, пренесувам вреките, што го произведувам за другите работи и имам заштедено со тие 4,5 хектара, заштедувам 1000 евра до рање, од превоз 1000 евра, а имам трошкови за нив преку зимото се хранат за оба 100 евра за едната, 100 евра за другата, 200 евра трошкови. И на крајот, кога сметате дека со тоа ќе се преживее, па може и ќе се успее да се трне нешто на страна. Дали мислите дека цените може да се покријат со новата плата? Не. Не мислувам. Добро е што уште некој остана да мисли, па дури и тогаш, кога тоа не е случај ниту со прашањето, а уште помалку со одговорот.